Господин Пендаровски, имаме според правилата на агенцијата, вака ги повикуваме во продолжување на дневникот, на вестите на РИС телевизија, кандидати за председатели, а она што останува редовна кампања што ќе започне на први, еве, однапред ве повикуваме на едно подолго интервју околу намерите на тоа, за тоа каков председател ќе бидете. Прво ви посакувам добре дојдовте во Штип и едно кратко прашање до вас. Втор пат сте во кампања. Како ви направите на споредба околу тоа? Како беше таа, како е ова? Па четврти пат сум во кампања, ама меѓутоа друг тип како кампања. 2014 амбиентот беше сосема различен. Објективно 2014 е година во која автократскиот режим на Груевски на својот врв и шансите тогаш за сите беше јасно дека се мали. Значи дури и за мене, иако бе во таа кампања, нашата цел тогаш со Заев и со таа постава на СДСМ во тој период беше да ставиме еден камен на кој ќе се подкачиме за другиот пат да победиме, значи да почнеме да го градиме тој концепт кој подосна го нарековме едно општество за сите. И како што знаете, успеавме 2016. Амбиентот денес е, ја можам да потпишам со две раце, апсолутно демократски. Зборам за состојбата со медиумите, зборам за тоа дека во администрацијата нема притисоци да гласат за мене, за вас или за не знам за кого. И тоа така ќе остане. Зборувам дека нема ниту се докаже, ниту ќе се докажат до овој момент притисоци врз судската власт, некој вака или така да пресуди. Што мислам дека овој пат навистина ќе добиеме реален резултат, а не како оној во 14. Но почетокот на кампањата покажува една друга карактеристика како да се измести тежиштето многу повеќе партиска отколку тоа што очекуваме од кандидатите за председател, како да е кампања за предвремени избори. Па ја го чувствувам тоа како тенденција од нашиот главен политички опонент, дека тие практично се со намера да водат парламентарна кампања, веројатно со намера ако успеат на овие избори на председателските да побараат потоа и предвремени парламентарни. И јас го имам тоа чувство затоа што практично нападите или критиките се насочени кон владините политики, а не кон она што јас до сега сум го застапувал или тоа што нивниот кандидат или кандидатка сега се залага или ќе се залага во наредниве 2 месеци. Ја го делам тоа чувство и мислам дека не треба да биде така. Со кој ќе дојде време за парламентарни избори, ќе си навлеземе со парламентарна дебата за сите прашања, законски проекти, што поминале, што сме мислеле да поминат, што не сме успеале да ги поминеме и така натаму, и тоа е легитимна парламентарна дебата за парламентарни избори. Тоа се надам дека од 1 април понатаму со стартот официјален на кампањата за председателски избори ќе се изместиме кон таа точка и ќе разговараме повеќе за тоа кој што од кандидатите нуди од овие тројца што се во изборна трка. Од оно што го гледаме од светот изгледа дека најбрзо ги прифаќаме оние нус производи од кампањите, па еве до сега барем се разговара за моралниот кредибилитет на кандидатите, за нивната состојба семејна, за еве имате кај вас имотна околу тоа дали сте снимали или не снимани, се уште не доаѓаме до вистинските теми. Ја мислам дека и тоа се вистински теми. И тоа се вистински теми, и каков имот поседуваш, кој си бил во минатото. Знаете, и во најразвиените западни демократии прашуваат кои биле луѓето, дури како малолетници, а не пак на почетокот на нивниот политички живот, што утре треба да води држава, влада, општина, не е сосема се едно да било кој да дојде на таква позиција. И особено е важно да се знае, и во тоа се трошат многу ресурси на Западот, да се види дали можеби си ги менува ставовите за исто прашање. Тенденцијата на некои политичари, за жал можеби на многу во светот, е да се представат како премиени, како измиени, како нови. И да речат, ние вчера дојдовме, јас сум тој. Не, чекај да видиме што ти си мислел за рамковен договор, што си мислел за децентрализација, што си мислел за закон за јазици, бидејќи имаме трет во низа 2008, 2011, 2000 сега последниот 2018, и да видиме за меѓуетнички односи, за меѓународна позиција на Македонија, за името и така натаму и така натаму. По мене тоа е добро. Лошото е што тоа го носи демократијата во светот со дигиталните медиуми, со социјалните мрежи, сега имаме или неодговорност. И неодговорност и секој може се да каже, еве зборувајќи за светот на социјалните мрежи, вчера бевме сведоци на едно неверојатно монструозно дело со убиството во Нов Зеланд, кое е целото филмувано. Може да замислите дека кај дојде светот, што тие си имаат своите како позитивности, меѓутоа тоа е негативната страна на глобализацијата. Да гледате во живо како убиваат луѓе и тоа некој со намера го направил да се пофали во наводници со тој чин. Така што тие нус продукти доаѓаат и кај нас и не можеме да ги избегнеме. Јас се залагам, навистина и ќе се залагам за ова, како ги нарекуваме, мејнстрим медиумите, традиционалните медиуми, да останат во некои професионални рамки, а тоа што е на социјални мрежи,
Боже мој, тоа не може да се спречи никој, ниту во Америка не може да го спречат. Но анкетите покажуваат дека довербата на граѓаните кога се однесува до ставовите на политичарите, реперкусиите од политиката најчесто се од класичните медиуми. Имаме враќање на голема врата на пишаните медиуми во светот нивниот углед, а додека социјалните мрежи се повеќе забава. Но да го ставиме, тоа не е наша работа. Јас би сакал да поставам во разговорот со вас 3 теми. Првата тема е доколку бидете избран за председател, по прв пат ќе имаме председател кој нема да биде председател само на Македонија, туку поради процесите на влегување во НАТО, да е Боже отварање на поглавијата со Европа, ќе седите со најмокните луѓе. Каде се менува суштината на вредноста на нашиот председател? Треба да знаеме како граѓани. Затоа што тоа е точно, меѓутоа тоа нема да биде само за нашиот председател. Ние тоа ќе важи за нашите министри, било која партија да се, утрешната влада, утрешниот премиер. Македонија дефинитивно го зазема своето случај во НАТО алијансата. Во пред 2 недели неполни министерката Шекеринска беше по прв пат на министерско ниво, седеше барабар со сите други министри за одбрана во НАТО. Во април нашиот министер за надворешни ќе биде на истото тоа, на истата маса, на истото столче што се вели со сите останати 29 земји членки, и тоа е одлична работа за Македонија. Тоа е одлична вест за Македонија. Значи, паметите низ историјата, па низ историските читанки, постојано велевме за Македонија најчесто се решавало прво надворот од Македонија и без присуство на нас, без наше присуство. Сега тоа повеќе не може да биде случај. Значи ние кај год да се решава, утре здравје Боже Европска унија, денеска веќе НАТО, да не зборам за другите регионални организации, и ќе се расправа со една убава база, јас би рекол, затоа што можеме и за тоа да разговараме, меѓутоа Преспанскиот договор практично по мене, ја тврдам, аргументирам, можам да полемизирам, на убав начин, на позитивен начин го затвара така нареченото македонско прашање. Прво зашто го затвара со соседите, и второ затоа што има меѓународен печат тој договор. Но има и емоција, емоциите не се контролираат. Големите замерки околу тоа е што се тоа не се представи како горка пилула која мора да ја примиме, но еве, тако е, тоа се резултатите на меѓународната констелација. Оде загатната една интересна тема. Нашиот председател ќе седи во форумите каде што се донесуваат одлуки за големи политички прашања во светот. Тоа значи ли дека мораме да водиме сметка и за прифатливоста на нашиот кандидат кој ќе биде председател и кај нив? Затоа што неминуно е еден однос, ако и тие не го прифаќаат политиката на нашиот председател, тога Македонија легува повторно во една, така да кажам, полуизолирана состојба. Да, види, значи, реално и легално, и легалистички, и човечки, и политички, граѓаните на Македонија, сега на Северна Македонија, го бираат председателот. Значи, дури може да се случи председателот да не име по кеф на меѓународните фактори, ако граѓаните решат, тој ќе биде. Меѓутоа, ние го имаме случајот со Иванов, кој практично и државата беше изолирана, и тој беше изолиран. Тој немаше практично пристап во битните меѓународни форуми, а да не зборувам да успее да направи персонална релација, како што например Заев направи со Меркел и со некој Столтенберг и со некои други битни, Майк Пенс, подпредседателот на Америка. Тоа е многу битна димензија во политиката. Вие можете да направите овде и не знам, сме имале, да не кажам радикално недемократски случаи со Северна Кореја, 100% ве гласаат, меѓутоа со кого можете надвор од границите да комуницирате? Со никого, значи сами со себе за под дома. Битно е човекот што ќе биде избран да може да има една поширока меѓународна перспектива, не да го прифаќа тие во смисла ти си добар, ти не си добар, него да отприлика дели слични вредности со нив, за да може да најде заедничка тема на маса која ќе дое со тие сите тие луѓе. Надворешната политика, бидејќи најголемиот дел од овластувањата на председателот, според уставот, е во надворешната политика. Меѓутоа, нема надворешна политика доколку таа не е одраз на внатрешните состојби. Местото на председателот, според уставот и според анализирајќи ги поранешните председатели, е точка на латиница и без неа она е само црта, а со онаа точката одозгоро е буква, не? Но има една друга работа. Колку како еден кандидат сте спремен да започнете внатре државна дебата за прашањата кои ни се нужни? 27 години, од 28 години ние не успеваме некако да направиме општа дебата, општеството и натаму поделено и по прозаични работи, да не зборуваме за крупни работи. Кој е според вас местото на председател? Ја мислам дека тоа е неговата најголема надлежност, иако не ја пишува во уставот. Значи, во уставот не пишува дека председателот на државата наша треба да биде помирител и обединител. И исто така не пишува дека треба да биде делител.
меѓутоа за жал и тоа не се случуваше во изминатиот период. Тоа важи и за премиери, бидејќи таму уште помотна позиција, и тоа претседателот го бира цело граѓанство, нема толку моќни надлежности според уставот, меѓутоа затоа може тоа да го компензира со моралниот лик ако го има, со интегритетот на човек ако го има, па и на политичар, и со визијата за државата ако ја има, и ако знае да ја објасни, што се да ја продаде, грубо кажано, на граѓаните. Во тоа ја гледам, имаме не затоа што сум тука и не затоа што подоцна ќе одам на средба со граѓаните во спомен собата на претседателот Глигоров, овде, во вашиот град. Тука ја го кажам од време на време тој пример. Во 90-тите, кога Глигоров беше председател, уставот беше тој. Во делот на надлежноста на председател битни измени нема. Меѓутоа тој беше апсолутно најголемиот политички, не моќник, политички авторитет. И оние во владава што беа, министрите и премиери, го следеа него. И во меѓународна политика, па бога ми и во внатрешните некои битни домашни теми. И јас мислам дека во тој период и особено во меѓуетничките односи, тоа не го знаеме многу, бидејќи немавме социјални мрежи, немавме толку медиуми како сега, тој играше голема улога со тогашната ПДП, албанската партија во влада и во парламент, за напомирувањето, за да не еруптира тоа незадоволство од одредени состојби кои ги имавме во 90-тите. Значи, тој тип, прототип, да го наречам, не во смисла на идол, прототип треба да ни биде пред очи, кога разговараме за тоа што претседателот утре треба да работи. Не е само тоа му е надлежност и он не се меша во културата, не се меша во спортот, не се меша во образование, не се меша во здравството. Тој нема да се меша. А сигурно ќе кажете, например, дека постои проект 2014 Скопје, кој кошта 1 милијарда евра, кој нема во најголемиот свој дел, во најголемиот, не се, нема контакт со нас. Значи, никако архитектура, никако историја. Значи, тој е буквално насаден тамо, затоа што бил така претходно замислен во главата на еден единствен човек, без било каква консултација со фелата, со професионалците, од различни струки. Тоа не може да се случи. И ќе ти рече, ти немаш надлежности за архитектурата на главниот град. Не, ти имаш право да кажеш. И ако гласот, зборот, ако ти тежи, мислам дека ќе те послушаат и оние што номинално имаат поголема политичка моќ од тебе. Бидејќи сте и професор, имаме едно друго прашање до вас. Ние како анализа, оно што го чувствуваме сите овие што учествуваме во се тоа што се нарекува јавност, имаме констатација или чувство дека политичкиот систем на секој 2-3 години раѓа криза. Дали поради нашиот начин на живот или поради системот. Имате ли во предвид дека преку think tank разговори, преку собирање на најпаметните македонци, академици, професори, да се дојде до започнување на еден процес на редефинирање на системот? Бидејќи, ако бидете председател, најверојатно за следните избори после ќе влеземе во некоја криза. Не знам дали ќе влеземе во некоја криза за следните избори. Така е досега. Знаеш што, јас имам една друга, сосема друга појдобна позиција кога разговараме за фалинките на нашиот уставно правен или политички систем. Ја не мислам дека освен до 2001, кога навистина инклузијата на албанците не беше на задоволително ниво и тоа беше во еден дел вградено и во системот, и во политичката култура, и во менталитетот, така натаму. Меѓутоа, тука имаше фалинки кои не дозволуваа поголемо присуство на втората по бројност етничка заедница. И тоа по 2001 не мислам дека кризите кои ни се случуваа зашто законите беа лоши или уставот е лошо поставен, или дека институциите се во дебаланс меѓу себе ради уставот. Ја мислам дека нашите кризи доаѓаа затоа што законите беа селективно толкувани или важеа за припадници на партијата на власт, не важеа за другите или обратно. Јас мислам дека балансот меѓу институциите начелно се разбира, тука има место за корекција, е добро поставен. Ја мислам дека влада, председател, ја слушате таа варијанта председателот да се бира во собранието. Ја не мислам дека треба да се бира во собранието и го имам пред очи примерот со човекот со кој работев, Борис Трајковски. Значи замислете во 2001 година, ако Борис Трајковски беше биран во собрание, за колку сати ќе беше сменето тогашната врхушка на неговата матична партија, бидејќи одеше контра нивната политика во битните сегменти. И ќе немаше никаков баланс. Тој е покровител, така наречен покровител на рамковниот договор, зад кој застана во тој период целокупната меѓународна заедница, имено затоа што не беше партиски војник во тој момент на својата партијата која го донесе на таа позиција. Затоа мислам дека македонскиот проблемот на нашава држава не е толку во лошите закони, него во тоа што законите се толкуваат како што ти е тебе кејф, ако си на власт. Ова важи за тебе, за мене не важи. Селективноста или воопшто неприменливоста на некои законски одредби. Ја мислам дека тука лежи. Значи ние мораме законите што ги носиме или утре ќе ги донесеме стварно да ги применуваме.
Имав една дебата неодамна, не знам дали имаме време накусо. Имав една дебата во една од албанските средини во Македонија и ме прашуваа дали мислите дека постои простор за подобрување и на овој тази донесен закон за јазици. Простор за подобрување постои. Меѓутоа ја ви велам дека тоа е комплексен закон и дека треба многу ресурси и многу памет и визија за тоа што е напишано да се имплементира во судници, во управни постапки на различни места. Значи дајте прво да го исцрпиме имплементирањето на тој закон и утре да кажеме сега веќе немаме каде, ни треба ново законско решение. Значи ние вчера донесен закон велиме дали можеби треба да го смениме или да го подобриме. Ќе го подобриме секако, демократијата бара тоа. Дајте прво да го искористиме ова што ни го дава овој закон. Имаме маса закони за кои луѓето не ни знаат дека постојат, а не пак да се применуваат како што треба. Комплет имплементацијата на законите ни е забелешка од Европската комисија, а да не претерам 20 години. Во секој од известување. Во било кој сегмент. Тоа ни е вели, законот вели, може ќе го смените. Меѓутоа, да прислушуваш 26.000 своји граѓани. Во кој закон ти, кај го пишува тоа? Кај го пишува тоа? Че не е во тоа што му дал некој овластување по закон, него ти имаш таква политичка матрица, ти имаш таков ментален склоп, ти имаш таква политичка култура во ова поднебје. Вчера сме излезени од практично од еден друг систем кој не беше демократски, не беше повеќе партиски и ти мислиш дека си султан. Што ни еден закон не го пишуваат, ни еден устав не го пишуваат. Ама ни се случи. Имам на ум изјавата на пронештиот хрватски претседател Јосиповиќ, кој вели вака: во моментот кога Хрватска почна да преговара со Европа, јас мојата задача беше да ги соберам сите сили на Хрватска и да почне да се преговара и кога политичките партии како КНС и КНФ беа строго поделени. Што мислите за оваа улога на претседателот? Јас пред непол месец дена имав средба, Јосиповиќ беше сега како поранешен председател во Скопје и во неколку краишта на Македонија и токму тоа ми го објаснуваше како се обидела да ги помири СПД и ХДЗ, што и ден денеска невозможна мисија. За жал, меѓутоа никогаш немојте да ги жалите напорите во таа насока. И значи 5 години да ги потрошите во тоа и да речете за џабе беше, не беше за џабе. Може би некаде, гледај, значи во Македонија и било каде во светот може да водиш на два начина. Строго користејќи ги своите овластувања од устав и од закон, баш онака буквалистички како велиме, или да водиш според пример, како ти се однесуваш. Оставете го тоа. Ја ви кажам дека вака треба да биде. Ние не смеме да се испоколеме, прво како македонци. Ние го сменивме името на државата заради тоа и тоа беше најдоброто нешто во овој момент. И ти да беше на моје место, немаше да направиш подобар договор и ти ќе мораше тоа да го направиш ако веќе си решил да ја приклучуваш Македонија кон модерниот свет. Значи тој тип на дебата ни треба. Ние не можеме да направиме помирување на 100 точки. Тоа не е демократија. На една-две точки ЕУ и НАТО, да, како? Како со седење дома, со преговарање под маса. Значи, ја мислам дека тој тип на инклузија, кој до сега ни беше битен као термин и као политичка пракса меѓу македонци и албанци, треба час поскоро да стане прва наша задача меѓу македонците, бидејќи за жал за прв пат од независноста ние имаме тој интрамакедонски гап, да го наречам, или јас, како што не е забележан во поновата историја. Не е кај на скоро сите балкански држави од прилика слично, меѓутоа секој си ја гледа неговата приказна. Господин Педаровски, повторно се вратам на нашите преговори со Европа. Како можен иден председател, сметате ли дека може да се направи каптажа на умните луѓе да почнеме сериозно, бидејќи Европа нема да ни прости, тоа ќе трае 10 години, да баше пократко, но ние ќе се сретнеме прво со поглавието 23 и 24, нели, правна држава и реформите во судство. Каде е овде улогата, моралниот кредибилитет на председател? Бидејќи досега гледаме, нели, еден дел вели од судството треба вака, друг треба вака, имаше изјави на секашниот премиер дека од корен треба да се менува судството. Сето тоа одбара ангажман на многу памет. Еве ви практичен пример. Јас го предводев работниот комитет за НАТО, кој минатата година во неколку наврати преговараше за нашето членство. Се разбира, имавме преспанскиот договор, имавме политичка предпоставка да ги почнеме тие преговори. Во првата одлука која ја донесовме, пишуваше дека во тој комитет ќе има и представник на опозицијата. Понудивме, никогаш не ни беше даден човек. Истото се случува и со преговорите со Европската унија кои ги чекаме, бидејќи веќе тимовите по 35 поглавја се направени. И таму постои отворен политички повик, јас се надевам дека тоа ќе се и обнови и дај Боже и прифати после јуни, до опозицијата да делегира своји експерти, своји луѓе или луѓе во кои тие веруваат, не мора да се членови на партија, во сите тие тимови, бидејќи нас ке ни требаат, верувајте ми, за НАТО беше помал обемот, имаше 5 групи на прашање, дека се 35 поглавја, нас сите министерства ни се мали да ги ставиме. Значи нас ке ни требаат 3-400 умни луѓе кои ќе преговарат од екологија до правосуден систем. Хрватска имаше некаде околу 900.
Има. Значи, еве да ви кажам, првата наша, бевме на тој предскрининг го нарекува, беше, ми се чини септември минатата година, разговарав со луѓето кои беа, имаме политички преговарач, Бојар Османи и технички преговарач, советник на премиерот, и на тргање ги видов, рекол, колку мина сте, вели, цел авион сме, имаше тука десетина новинари кои сакаат да го одбележат тој чин, меѓутоа, вели, 40 луѓе сме, само да чуеме што од нас понатаму се очекува по поглавја. На почетокот, 40 души отидоа. Чи половина авион го исполнија, само да ги запознаат со врските што ни престојат. Така што не можете да се потпрете, ниедна партија нема толку ресурси. Невозможно е. И ВМРО, и СДС, и овие што се во владата, во другите, не може тоа да го покријат. И невладините, мислам дека ќе ни треба и странска експертиза, дека многу тешко е тоа. Многу е тешко тоа, вие автономни ресурси и мала држава. Јас мислам дека и Хрватска, и Словенија користеше странски ресурси. Тоа ми беше прашањето, бидејќи пронесениот председател Јосиповиќ вели вака: нам најмногу ни помогна луѓето од Австрија и од Унгарија. Дека во имавме по десетина луѓе кои го поминале целиот тој процес и тој во изјавата вели дека би било лошо доколку денешната констелација во Хрватска не им помогне на Македонија, на Албанија, на Црна Гора, веќе и помагаат со стручни луѓе околу поморско право или не знам нешто слично. Еве да кажам, значи, за НАТО и во тие преговори што беа, ние баравме помош и од други постари членки на Алијансата, меѓутоа најмногу ни помогнаа Хрватска и Црна Гора, бидејќи е последна членка и ги знае проблемите, ги знае болките. Знае што точно треба да понудиме таму во тие преговори. Зашто? Ама мала е Црна Гора, ама вчера е влезена. Ако користи го тој искуство, бидејќи тие имаат паметни луѓе кои можат некоја точка да ја покријат подобро него јас и вие 10 пати. Така. Постои една работа која што, рековме, не е во опсегот на овластување на председателот, меѓутоа, како болест на едно општество, тој е најповикан да даде анализа на тоа. А тоа е недовербата во институциите. Европа ни даваше и средства, ни даваше и за суство, и за зголемување на капацитетот на администрацијата, и таму Америка каже дека тоа е поприлично голема свота, но резултатите не се такви. Како човек кој можно да биде председател, како ќе го инициирате тоа? Како ние како граѓани да имаме доверба во инспекторот, во полицајецот, во судијата, во органите? Објективно тоа е повеќе надлежност на владините ресори. Така е, но тоа мојот став ќе биде гласен по секој од тие прашања. Прво, велите немаме доверба во институцијата, јас согласувам. 30 години наназад. Каде повеќе, каде помалку. Јас мислам дека прво Македонија е многу високо партизирано општество. Тамо во било која институција е за жал стана побитно од која партија е началникот или не знам или раководителот, отколку дали навистина има професионални капацитети. При тоа не изгубивме другата подела по етничка линија која велеше дали е албанец раководителот или македонец. Значи таа етнизираност на институциите која ни се случуваше години и години и денеска е присутна, можеби е малку така врамена во рамковниот или подпомогната како процес од тој документ, меѓутоа ова другото стана по мене неиздржливо. Ние практично ја постојано го говорам тоа, ние имаме со години во Македонија, имаме администрација на ВМРО, администрација на СДС, имаме администрација на зависи која албанска партија е во власта, тоа е недозволено. И ти немаш доверба во, да речеме, на оној што работи на шалтер, ако тој од друга етничка припадност или од друга партија која не е од твојата. Че ние мора да направиме стварно луѓе со професионални референции да бидат и зад шалтер и на највисоката административна позиција, да е сосема небитно дали си ти као странка албанец или македонец или ВМРО или СДС, или тој од таму дали уште партиски човек или по етничка припадност што или по религијска припадност што е. Господин Пендеровски, има во сета ова враќање на довербата цел еден процес кој веројатно ќе трае. Но партиската поделеност во општеството ја осликуваат и научниците. Се сеќавате пред 4 години јас со вас правев овде еден од 5-6 интервјуа со вас во кое што кога излезе публикацијата на професорот Царатан, клиентелизмот како органска болест на народите на Балканот. Еве 2 години сте дел од една нова администрација. Што велите, се лечили и кои се мерките за лечење на клиентелизмот? Клиентелизмот се лечи и после се лечи на два начина. Прво треба децении и децении да поминете во политички систем кој е демократски и да се роди една поинаква политичка култура, не клиентелистичка. Меѓутоа клиентелизмот се лечи и со добри примери и со добри законски решенија. Во овој дел, кога ме прашувате конкретно овој последниот пример, се серија непотистички случај на непотизам, ја реков, мене не ме бендисува тоа воопшто. И мислам дека има едно добро решение во подготовка.
владата подготвува така да го наречам работно ревизорски совет во кој ќе имаат представници на власта, на опозицијата, на невладините и други експерти кои пред да се случат вработување во државните институции ќе речат овде има очигледен студирни интереси. Значи да не бараме од луѓето да се повлекуваат од кога ќе влегле на таков начин под предпоставен студирни интереси, туку однапред да се рече ова не дозволено. И имаме добар пример. За жал, после толку години по прв пат во Македонија се случува таков, ја би рекол, во наши услови врвно професионален направен избор со антикорупцијската комисија. Не само што беше директен телевизиски пренос, со слушување на потенцијални кандидати, туку имаше од власта, од опозицијата, од невладините и медиумите беа тука присутни, имаше многу силно чешлање на кандидатите. Ја мислам, не знам како ќе работат понатаму. Меѓутоа до моментот на избор, околу тоа кој беа избрани со некакви мали можеби фалинки, тоа беше отприлика тоа што треба да биде. Таков начин да бираме, да не рече опозицијата се партиски луѓе си ставил или не знам некој по етничка припадност да рече има премногу вакви или премногу такви. Сега треба да гледаме и на најновото да има доволен број жени, таки полова равноправност, така натаму. Значи тоа се работи кои треба да ги правиме. Ова е добар пример во таа насока со новата антикорупцијска. Има едно размислување на еден познат драматург од Балканот, Душко Ковачевиќ, кој вели вака: кога се правише приватизација, се намерно или ненамерно се изостави најкрупната кошница за неа, а тоа е законот за потекло на сопственоста. Скоро започите тоа што го кажа и председателот на опозицијата, кој рели дека мораме да влеземе, да загазиме заедно во тој проблем. Што сметате како човек кој може да биде еден председател? Јас мислам дека ќе го поддржи ли тоа нацијата? Јас ќе го поддржам. Меѓутоа се плашам дека не нацијата, мислам дека многу ќе доцнеме со таков законски проект. Тоа требаше да речеме минимум да се направи после првата деценија од транзицијата, кога стана таа голема прва на прилично нелегален начин, морам да кажам, дистрибуција на тоа порано го нарекувавме општествено богатство или сето тоа што беа општествени фирми во социјализмот. Сега неколку генерации се сменија, па нивните деца и внуци поминаа низ тој тунел, да го наречам. И сега ќе биде многу тешко практично судски да го излечеш ти тоа кој е во твое време, што е во твое време направено, а што било дадено така што се вели за без пари во 90-тите години. Јас мислам дека за тоа е доста, инаку би поддржал апсолутно. Имаше еден предлог поранешниот наш председател Црнековски кој рече ајде да видиме кој навистина бил транзиционен богаташ или измамник во тоа време, вели предлагам да се направи уставна измена и тие дела од времето на таа приватизацијата поточно да не застаруваат. И морам да ви кажам дека во тоа беше негде 2006-2007 година, поприлично дисонантни тонови дојдоа и од тогашната власт. И од власт и од опозицијата. Очигледно е дека тој круг на луѓе со нивни многобројни следбеници е добро распореден во сите политички структури. Ја лично би поддржал, бидејќи знам дека не сум заработил ништо на нечесен начин во живот, меѓутоа знам многу луѓе кои се моќни кои тоа не би го поддржале, но ја ќе го поддржам. Така. Председателот има обврска еднаш по годината најмалку да им се обрати на пратениците, што значи говор до нацијата како американскиот председател, како францускиот председател кој го прави тоа на 3 месеца, не знам како Путин прави, но ова е еднаш годишно. Сега има овде една интересна работа. Тоа се нарекува состојбата на нацијата, нели? Да. Вака описно речено. Состојбата на нашата нација вие ќе си ја оцените ако бидете председател, но јас ќе ви кажам една реченица во која што вели: денес е пристојноста на една личност се мери според оддалеченоста од дневната политика. Што мисли Стево Пендаровски за ова? Како професор кој предава на студенти себе? Јас постојано за себе велам дека сум на привремена работа во политиката. И постојано велам години наназад, иако некои од моите пријатели кои се професионални политичари ми се лутат, дека најголема клетва во животот е да бидеш професионален политик, да работиш целиот живот само политика. Јас мислам дека секој од нас треба да има своја примерна професија, од време на време ако сака, ако мисли дека може да придонесе, нека се бави и со политика. Меѓутоа не сум за бавење со политика од колевка па до гроба. Како што за жал имаме и на запад и на исток и кај нас имаме. Значи јас мислам дека заради тоа мое од време на време бавење со политика и со висока политика, но од време на време мислам дека можам да направам пристојна дистанца од дневната политика. Господин Пендаровски, да оставиме вашата програма, да ја кажете тогаш кога агенцијата АВМО ни одредува како правила, тоа е со 1 април, да се надевам дека денес како
од озгора започнавме да зборуваме за крупните теми кои не очекуваат. А инаку нема реформи во општеството ако сите не се вложиме во неа. Ако не бараме што кажал Кенеди, што е ли председателот идниот кандидатот сега како бидете председател, може ли да се повика нацијата на реформи заради наш опстанок? Јас мислам дека не треба да ја повикуваме нацијата. Народот, граѓаните, ја би ги остал, не би ги повикувал на ништо. Мислам дека нашиот народ, зависно од етничка или политичка или религиозна афилијација, сам дека доста истрпен. Ја и сега во ова својство и здравје Божи јутре ако бидам председател, не мислам да го повикувам на нови жртви. Мислам дека конечно политичарите, особено оние на врвот, треба самите нешто да вложат, па после да го повикуваат народот на страдање и на трпење. Господин Педаровски, ви посакувам успех во кампањата, програмата на другата маса во ова студио од 1 април. Благодарам за учеството. Благодарам.